Учениците во католичкото училиште во Најроби ги истражуваат апликациите за вселенска технологија. Учениците се членови на училишниот Вселенски научен клуб, што е продолжување на образовната програма основана од Киниската Вселенска агенција за промовирање на вселенско образование. Од студентите беше побарано да го проучуваат нивниот град. 13-годишниот Рајан Гауна вели дека учеството во овој клуб го поттикнало неговиот интерес за инженерство. Ме интересира електротехниката, кога станува збор за сателити и ракети. Ова е малче екор, особено за нанотехнологијата, што беше објавена во 2018 година. Па затоа, навистина, сакам да се обидам да направам нешто поголемо од она што се случува денес. 3, 2, Кенискиот сателит Тајфа-1, што значи Нација 1, е првиот оперативен сателит што земјата го лансирала оваа година со ракетата SpaceX Falcon 9 во американската сојузна држава Калифорнија. Во 2018 година Кенија зачекори во вселената со лансирање на својот прв наносателит. Властите на Кениската Вселенска агенција велат дека сакаат да се доближат до младите студенти, за да ги охрабрат да размислуваат за иднината во вселенската технологија. Во образовниот сектор разговараме околу тоа дека многу луѓе не изучуваат предмети поврзани со науката или технологијата, а тоа се предметите што се бараат во вселенскиот сектор. И затоа сакаме рано да го развиеме овој потенцијал и можности кои секторот ги нуди за нив. Најмалку 30 училишта се запишаа на вакви програми, а агенцијата вели дека планира да додаде предмети за вселенска технологија во повеќе училишни наставни програми. Со науката и технологијата се инвестираше во наставната програма за кодирање. Сега имаме кодирање во 4-то, 5-то и 6-то одделение, а додека во 7-то одделение има компјутерски студии како изборен предмет. Сателитот за наблюдување Тајфа-1 ќе се користи за обезбедување податоци за земјоделство и безбедноста на храната меѓу другите области. Дизајниран и развиен е од кинески инженери, како Морин Ванџиру. Возбудливо е да се биде дел од иновациите и креативните идеи кои имаат влијание на нашата земја во однос на климатските промени, во однос на земјоделството, шумарството. Целосно финансиран од кинеската влада, сателитот Тајфа-1 беше произведен и тестиран во соработка со бугарски производител. Лансирањето го означува најновиот притисок на африканските нации за зајакнување на вселенската иновација и развој.